Ракот на грлото на матката се почест проблем кај женската популација во земјава. Рапидно расте бројот на новозаболени, но и на починати жени. Како последица, лекарите сметаат дека е недоволна едукација за превенција и рана диагностика. Најзагрозена популација остануваат жените после 40-тите години, кои најмалку се информираат за заболувањето и препознавање на симптоматологијата. Лекарите сметаат дека медиумот играе клучна улога за подигање на алармот за честите прегледи кај гинеколог. За нив е задолжителен ПАП тест, како што знаме еднаш годишно, така? Тоа е според законот кај нас, дека еднаш годишно задолжителен ПАП тест. И можеби тоа е еден од начините на кој што таа популација, односно тој процент на жени ќе ги натераме да дојдат во гинеколошките ординации. Јас мислам дека ќе помогне и оваа емисија која што ние сега ја правиме, поради тоа што медиумите ќе пренесат дека жените, на пример, во било која возраст би требало барем еднаш годишно да дојдат на гинеколошки преглед. Јас мислам дека тоа се прави и преку предавања, преку вестници, нели, преку медиуми, односно поради тоа што тој дел од популација е малку повозрастен, малце поограничен во комуникацијата преку интернет, нели, преку сите оние информации кои што можат така да се пласираат. Начин на пласирање на информации за нив се телевизијата, радиото или пак некои собири на кои што ќе има, на пример, едукација од страна на лекарите за популација на жени или оние женски здруженја кои што постојат. Со цел намалување на инциденцата и смртноста на жените од рак на грлото на матката во земјава, донесена е програма за рана детекција на малигни заболувања во земјава, каде составен дел е и програма за рано откривање и спречување на рак на грлото на матката, преку која последниве неколку години се спроведуваат неколку активности за превенција на рак на грлото на матката.